15 на средношколци од општина Карбинци кои живеат во селата од Джалија, Кучица и Парналија веќе 2 години имаат проблеми со бесплатниот превоз, кој согласно законот треба да им го обезбеди соседната општина Штип. Советникот во Советот на општина Карбинци, Изет Ибрахими, вели дека некои родители ги носат своите деца, а оние кои немаат финансиски можности не ги пуштаат на училиште. 2 години веќе нема превоз, а по законски нашите деца мора да одат за школа, пошто им даваат казна на татковците. А ни има превоз, ни има интернет за нив, значи затоа нас деца не... Сега дома ли се децата? Деца се дома. Некои одат, ама повеќе се дома. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев и лани и оваа година на 1 септември, на почетокот на новата учебна година, истакна дека транспортните фирми кои конкурирале за превоз на децата од плачковичките села во Карбинци доставиле енормно високи понуди. Еден билет со комбе за превоз на овие деца чини споредено како една авионска карта. Не може ние да прифатиме цена, да речеме, од 800 денара дневна карта за превоз на деца, да речеме, до 35 километри. Ако имаме во предвид дека до Кочани и до Виница нашата карта повратна е 93 денари. Затоа реков, ако имаме успешна јавна набавка, ние ќе го обезбедиме превозот. Захариев тогаш беше категоричен дека како општина не смеа да го кршат законот со оглед на високата цена за превозот на средношколците од плачковичките села на Карбинци. Превозниците во овој случај имаат големи апетити и сакаат да печелат на грбот на даночните обврзници на општина Штип. Надлежните од општина Штип велат дека ќе се обидат да преговараат со транспортните фирми за да ја намалат цената. Доколку немаат слух, во тој случај општината повторно ќе распише тендер.